Заедничко минато што го има современата популација млади во Република Македонија. Терминот генерација кој ќе се посматра од овој аспект социолошки како заедничко минато и заедничко искуство на луѓето, на младите, всушност треба се надополни сега како на ова денешно време или конкретно на општествената криза како составен дел на искуството на младите одговарат и како тие гледаат на општествената криза. Ќе ве прекинам за момент, имаме гледач на линија. Добар ден, дали се гледаме? Добар ден, дали се слушаме? Изгледа дека... Да. Да, ве слушам, повелете со вашето прашање. Да. Очигледно имаше некои пречки во линијата, може да продолжиме. Каде што застанав, станува збор за заедничко искуство и заеднички елементи нешто ги поврзува младите. Еве може ли да се задржиме? По-конкретно тоа значи всушност дека оваа генерација млади, бидејќи искуството е тоа, ги поврзува војната во бивша Југославија. Војната како, мислам, искуство и како минато што се случи и што е зад нас, постојано беше придружен елемент од 90-та година наваму. Да не заборавиме дека генерацијата 1971-72 и од Македонија беа на некој начин зафатени од војната и вистинска среќа е за Република Македонија што бројот на тие млади е мал. Не е во секој случај онолкав колку што беше карактеристичен за една Босна и Херцеговина, Србија и слично. Но она што е исто така многу битен елемент во ова кога се говори за младите е всушност општествената криза. Она е придружен елемент и на нивните родители. Можеби во одредени периоди таа осцилира, но можеме се согласиме дека постои еден вид перманентна криза. И еве повторно имаме гледач на линија. Добар ден, дали се слушаме? Дали се слушаме? Добар ден. Да. Повелете со вашето прашање. Се јавува Риса Јанкуловски од Скопје. Имам две големи деца. Моментално, од тие прилики што нема работа, а ќе завршија сега се во странство во Лондон, тоа не е битно да не се фалам. Меѓутоа, драго ми е што искочи на ваква тема на телевизија да видат граѓаните што се прави со младите и дека некој мисли на нив. Дека некој пат од нив ќе биде нешто. Оти како што гледам јас, овие луѓе овдека во нашава држава само гледаат на фотели и гледаат како да си го безбедат животото прашање како својот дека се своите деца. А ова средната класа и овие невработени што се овдека сме стварно загрозени за никаде. Ја не знам до каде ќе оди ова. Ме интересира само од вас да ми кажете очекувањата и претпоставките од нашиот гостин до каде би можело да оди ова, ако добро го разбирам вашето прашање. Токму така. Ви благодарам на јавувањето. Дали некој ќе превземе нешто? Ви благодарам на јавувањето, господине Јанкуловски, па господине Младеновски, дали ќе може да му се каже какви се изгледите и шансите нашите млади во скоро време? Како социолог би морал да ја посметрам и оваа ситуација социолошки. Ќе дојдевме до тоа прашање дека да констатираме дека сериозен е проблемот на вработување на младите, се покажува во последно време и сериозен и нивното образование. Мислам, немам податоци овде кај мене, голем е бројот на млади што не се запишаа на факултетите. Да. Веројатно слична ситуацијата и во средните училишта. Тие два елемента карактеристични за младоста, односно за младите, образованието и вработувањето, се придружен елемент постојано. Со тоа што сега би можеле да кажеме дека ситуацијата дури е известна степен и влошена во однос на она што беше пред 90-та година. Сите тие листи, сите тие квоти запишувања, дури во ситуација каде што станува збор за одлични ученици, влијаат деморализаторски врз нивниот развој. Имав можност само како илустрација да не се оддалечувам од прашањето. На една трибина во Велес, во организација на Центарот за едукација и истражување на младите, со наслов имали иднина безмалку да се проблематизира дали има потреба да се останува во Република Македонија. Соговорникот кажа еден
очевиден факт кој што е карактеристика на денешната млада генерација, дека се поголем е бројот на младите што заминуваат од Република Македонија. Можеби во таа ситуација нема ништо лошо доколку тие се вратат. Ќе се вратат со знаење кое што ќе го стават во функција на развојот на сопствената држава. Но би било многу потрагично и што и реално се случува, тие најчесто остануваат таму и тогаш имате за една држава многу лоша ситуација. Таа изгубила два ресурса. Тоа е стручноста и младоста. Инвестирала во нив а нема повратен позитивен ефект. Директно на едно вакво прашање кое што го проблематизираме кога станува збор за младите, би било многу погубно да се каже дека ситуацијата е толку лоша да не може да се оправи или не може да се поправи. Станува збор за оние институции кои што се повикани за да го следат општествениот развој на една земја, а тоа значи во тој контекст и младите, дека мора да имаат предвид дека едината е всушност нивна. И еве, ќе ве прекинам, повторно имаме гледач на линија. Добар ден, повелете, ве слушаме. Ало? Ало? Ало, ве слушаме, добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ви поздравувам вас, водителката, Благодарам. и гостинот. И би сакала да поставам едно прашање као стручњак од страна на таа установа што ја представува. Дали е поступакот на младиве родители правилен, ако сакаат да ги осамосталат своите деца уште од 9-10 годишна возраст, да се уклучат во рака, самите се враќаат дома, сами располагаат се без контрола, или пак по-правилно би било да тие родители ги децата дадат у дневен престој, кај што ќе бидат збринати да заврши работното време на родителите. И дали ова асоциација од страна на вашиот гостин и наш ќе може нешто да делува во училиштата, да родителите издвојат едни средства што ќе имаат сигурност децата таму до отсуство на родителите. Благодарам. Благодарам и вам на прашањето. Ова беше едно од прашањата кои беа предвидени за нашиот разговор, па господине Младеновски, повелете. Јас ќе се обидам да го кажам ова преку еден пример што ми се случи пред неколку години, кога на моје прашање до пријателот го прашав каде е неговиот син, кој што патем речено тогаш беше 6-то одделение, ми одговори дека е надвор. Погледна во часовникот, реков па сега 11 часот, односно 23. Тој ми рече, па тоа е нормално време за излегување. Одговорот на таквата информација кога ја слушнав беше, веројатно е нормално да се наоѓа во кревет, а поради тоа што е често и што го практикуваме, воопшто не е нормално. Терминот нормално овдека е целосно изместен. Поради една таква ситуација би дошле дека ако во едно општество многу се краде и го прават тоа многу луѓе, ќе дојде дека е нормално. Значи, не станува збор воопшто за некое вообичаено однесување. Ако претпоставиме дека станува збор за развој на деца на свој 15 годишна возраст, дека тоа треба да расте. Тој психофизички развој треба да биде сосема сталожен и стандардизиран по одредени норми. Невозможно е да биде такво однесување нормално. Веројатно кој би се побрал одговор како да се парира на една таква ситуација што ми се случува, вината е кај родителите. Колку и да ми забележат сега родителите за една ваква информација, и самиот сум родител. Тоа значи дека одговорноста за сопственото дете додека не е полнолетна и по законот е на родителите. Исто како што е одговорноста утредента што се вели на децата за издржување на сопствените родители. Тоа се уставни елементи на секое социјално или на секое хумано општество. Така што воопшто нема оправдување или не може да се прифатат образложенијата кои што често ги слушаме и како социолог, и како човек, и како родител, како граѓанин на Република Македонија во трката за пари. Ги нема тие пари кога станува збор за еден човечки живот. За да се обезбеди можеби полесен или полежен комодитет. Овде всушност би се повикал на едно искуство кое што е повеќе резултат на една друга држава, тоа е Шведска,
за правото на државата да го одземе, ако треба, детето од родителите кои што се неодговорни или несоодветни во неговото воспитување. Бидејќи таа иднина која што ние промовираме за децата, таа е примарна. Сега, пак дека родителите имат едни други проблеми како родители. Да, трката за преживување, борбата. Да, ако ставиме дека добар дел од нив, барем во оваа криза што ни се случи, што е заедничка, всушност се без работа или остануваат без работа. Значи имат работно искуство од 15 до 20-25 години и одеднашка фирмата оди во стечај. Денеска отворете било кој весник или телевизија или медиум и ќе погледнете дека тие луѓе што рекуваат. Таа ситуација влие и врз родителите, но влие и врз децата. Родителот би можел да речем дека го губи авторитетот пред сопственото дете заради тоа што финансиски не е доволно силно. И еве имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Повелете. Се извинам, би сакал едно прашање. Малце се уклучив покасно, само слушнав господина дека рече дека изгубивме младоста, стручноста и дека државата што инвестирала нема повратни ефекти. Сега, ја мислам дека државата многу направи еден превид која ја зголеми пензијата на 63 или 65 натака. Порано беше 60 со 55. Имаше можности побрзо младиот кадар за да се запосли. Сега, во ова време, напорно, луѓето да идат на 65 или 63 години пензија, тоа се веќе скоро, да речеме, мора некој да ги отпрати и да ги сачека на работа. Тоа некои што работи у фотели горе-доле, они можда би може да издржат. А работникот дали може да издржи толку? Сега, ја мислам дека е законот многу погрешен, што е направен над 60 години за пензија. Можда би требало ни сега, пошто е вакво време, да скратат и испод 60, за да можат младите да дојдат до израз и да се инвестиција да исплати на државата што е дале. Еве, ако дали има некои планови за да се смали, мислам, рокот на пензиите? Ви благодарам на прашањето, само би сакала да го потсетам гледачот, а и другите наши гледачи, дека ова е емисија сепак од областа на социологијата, а се разбира тоа е наука многу тесно врзана со психологијата и социолошките појави и промени се реперкуираат, значи се одразуваат врз психичкиот живот на младите, така да ги молам другите гледачи да ни се обраќаат со прашања од областа на темата. А сепак, доколку господинот Младеновски ќе најде за сходно да му одговори на нашиот гледач... Мислам дека он се согласи со мене со оценката дека станува збор за една држава дека ги загубила тие два ресурса, стручноста и младоста. Со самиот чин што даде податок во таа насока дека е зголемен стажот, односно потребата да бидат пензионирани луѓето до 65 година, јас само како дополнување на неговото размислување би кажал дека они по дефиниција па почнуваат доцна да се вработат. Првото вработување на младите е 30 години, од 30-та година, од 32-3. Сакам да кажам дека мислам дека не се разликуваме во поглед на оно што го кажавме двајцата, дека всушност за едно општество е загуба доколку на некој начин таа млада генерација не ја стави пред се во процесот на производство со време и во време за да бидат и ефектите поголеми. Кога може да биде најефикасно и повторно. Да. Повторно имаме гледач на линија, повелете, добар ден. Добар ден, поздрав до гостинот во студиото и сакам едно прашање да поставам. Имам 5 годишен син, јас сум вработена, сопругот ми е вработен, примања околу 8.000 до 9.000 месечно, што знаете во денешни услови се многу малце за едно семејство да обстои, па се почесто размислуваме за да заминеме во странства. Тие разговори ги слуша и детето и многу често не прашува зашто сакаме да одиме надвор од Македонија, кога оновде има другачи ни е роден и како тоа би било подобро за детето да побезболно да го свати. Господине Младеновски, ако го слушнавте прашањето и благодарам на нашата... Тоа е само уште еден пример во она што се случува овие 9-10 години. Барем според податоците кои што јас повеќе и од медиумите доаѓам, да речеме еден министер објави дека досега заминале 25.000 млади луѓе.
други говорат за бројка од 50.000 вкупно. Значи не само млади. Очигледно дека таа позиција на Република Македонија и на желбата на граѓаните, значи ова што го имаме како општествена ситуација и желбата на луѓето да си го подобрат квалитетот на живење, се обидуваат да го побараат тоа на друго место. Веројатно на едно вакво конкретно прашање не би можел да се сметам за доволно упатен како да се пристапи спрема едно 5-годишно дете, заради следната причина зашто станува збор за личност која што треба да се знаат неговите предсе психички или психолошки елементи во тој развој. Дали кон оваа работа ја гледа како добра или самите родители ја гледаат како еден вид тешкотија за да се одвојат од Република Македонија, од пријателите, од роднините. Може би била уште посериозна ситуацијата кога би станува збор за дете во пубертет. Предпоставувам тука учи, има другарчиња и така натаму. И велам секоја ситуација е различна. За себе тука нема универзален одговор кој што би важил за сите семејства. Луѓето некојаш некои постапки ги прават и од тоа што морат. Ако они пристапат кон оваа работа позитивно, ако пристапат дека треба да се направи или е подобро, веројатно и нивното дете во тој настап ќе прифати подобро. Ова не е воопшто некој вид агитација да луѓето заминуваат во странство, туку само еден вид сугестија во тој поглед да некоја работа кога се прави треба претходно темелно да се објасни и да нема, да речеме, недообјаснети работи, бидејќи очигледно веројатно тоа дете иако мислам дека е мало, може да му се помогне на некој начин. Сепак е на возраст на која многу добро ќе се снајде ако му помогнат соодветно родителите. Да. Имаме повторно гледач на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Гледачка од Скопје. Да. Поздрав до емисијата, до водителката и до гостинот. Благодарам, повелете. Би сакала да укажам на една аномалија која постои во целата наша држава, а тоа е, се знае дека има голем број на млади и незапослени деца кои екзистенцијата ја барат од своите родители. А постои и таа аномалија каде што младите деца некои покрај своите родители добро си го одживуваат животот со тоа што и покрај пензионирањето на своите родители формираат фирми и така на тој начин профитираат, работат заедно. До кога мисли оваа држава да ги пропушта овие аномалии, со тоа да ги сузбива и оневозможува сите деца да бидат равноправни во нашето друштво? Мислам дека тоа се работи и за главниот град и за општо цела Македонија. Ви ве молела, можете да ми одговорите на се тоа. Благодарам на прашањето, господине Младеновски. Пријатно. Соговорничката, односно гледачката, кажа да е многу интересен податок кој што би можел да се дефинира како пролонгирање на економската самостојност на младите. Покрај невработеноста, односно пролонгирањето на барањето работно место на 30, 32, 3 годишна возраст на тие луѓе кои што веќе може да се каже и не се млади. Вториот елемент кој што ја отежнува нивната ситуација е решавањето на стамбеното прашање. Денеска може да се претпостави дека Република Македонија во догледно време ќе се соочи со сериозна стамбена криза, каде што воопшто македонското семејство со две деца нема простор да може да има една здрава атмосфера да се развиват децата. Дотолку повеќе што тие живеат во семејството на собствените родители, кои што во една заедница повеќе генерации. Самиот концепт на стан не подразбира на некој начин 2 до 3 домаќинства. Можете да претпоставите што значи во еден стан од просечна квадратура меѓу 60 и 80. Претпоставам дека е тоа просек некој. Да живеат две семејства во едно домаќинство со можност да нивните деца додат во пубертет или слично. Самата таа ситуација е многу тешка. Тоа пролонгирање на економската самостојност на младите е всушност суштински елемент за многу процеси што ни се случуваат. Морам да се извинам на гледачката, не ја разбрав за каков вид аномалии говори кога станува збор за фирмите што ги отварат децата и родителите. Ако тоа е во рамките на законот, да, тогаш не станува збор за аномалија и си го решаваат своето прашање. Да, како семеен бизнис не е ништо спорно. Ако не плаќаат данок, тоа има Да, служби
кои што го Ако, регулираат. мислам, не можев да ја разберам за кој конкретен вид аномалија, али пак ти речем, и ако станува збор за аномалија, тоа ќе го подигнеме на ниво на правна држава. Значи има институции кои што се надлежни за такви постапки и кои што тоа ќе направи. Точно е дека хендикеп за голем дел од младите, кои што и нивните родители се во многу незавидна ситуација и немат ни родителите можност да заработат повеќе, односно да работат, ни нивните деца да се работат. Благодарам на одговорот, еве ние имаме повторно гледач на линија. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. На телефон Марина Билбиловска. Сакам да ве поздравам вашиот гостин. Воедно емисијата да ја поздравам. Меѓутоа, во градот Скопје имаме формирано Сдружение на родители на деца заболени од церебрална парализа. Да, актуелни сте овие денови. Така, вашите активности се очигледни. Така, ние сме сите родители кои имаме такви деца, се бориме како и досега сами за своите деца, било за социјалната или за здравствената состојба на детето. Меѓутоа, наидуваме како и секогаш на многу бариери. Сега сме во контакт со луѓе претпоставени нели од владата колку може да ни помогнат. Меѓутоа, секогаш на хендикепираните деца се заборава. Поготово нашите деца кои се заболени од церебрална парализа, апсолутно не се обрнува никакво внимание. Она што е додатокот од 2500 денари до 26 години го добиваат оние деца кои не одат на училиште. Тоа е абсурд. Наместо да ги наградуваат тие деца се казнети. Ќе завршат основно образование, без разлика дали во специјално училиште или во нормално. Ќе завршат средно, не може да се пријават во заводот за запослување, не може да добијат работно место. Секогаш од родителите еден изложен да го напушти работното место. И она малку пари што се зимаат, нели, уште толку буџетот се намалува. Како ние да им помогнеме на нашите деца, како ние да ги едуцираме правилно, како да се поставиме во општество, ако можете да ни дадете некој совет. Еве интересно прашање, благодарам за нашиот соговорник, како би можеле најделотворно да се постават како организација, бидејќи веќе се очигледно организирани во општеството, за да најбрзо и најефикасно си ги реализираат нивните барања и потреби. Ако можам вака да го формулирам прашањето на господјата. До сега ова е најтешко прашање, бидејќи бара не само конкретен одговор, туку го содржи елементот на совет. Знаете, кога давате совет некому, секогаш можете да сгрешите и да не го прифатат советот. Но самото јавување на гледачката има една многу јака страна што она промовира една граѓанска иницијатива. Самата се представи како член на Сдруженијето на деца болни од церебрална парализа, мислам дека точно го кажав. И всушност таа форма како граѓани здружени околу одреден интерес е всушност патот по кој што можат и да си го решат проблемот. Строго гледано еснавски, одговорот на нејзиното прашање лежи во она каде што е таа член. Значи, тие луѓе најдобро знаат што е она што им е потребно. Сега, имајќи го моето искуство во оваа насока, контактирајќи со поголем број на здруженија, можам да речам дека, иако не сум медицинско лице, дека личности, како што се доктори, психолози или психијатри, не да знам, оваа болест не можам да говорам повеќе од тоа, али во секој случај со една општа формулација, компетентни лица, доколку се обратат, би можеле да им помогнат. Дали тоа ќе бидат форми на семинари, на едукација, на самите нивни членови, доколку им е потребно, значи на родителите, тогаш мислам дека тоа е едниот начин на кој што ви помогнат. За поздравување велам тоа што и јас кога го дадов воведот на таа општа социолошка рамка во која што се наоѓаат младите, е всушност сериозна и тешка. Но секако дека формата на граѓанско здружување или здруженијата на граѓани е една од насоките да се решат и проблемите. Да. Па еве кога сме веќе тука кај здруженијата на граѓаните, би било интересно како феномен се почесто имаме многу различни здруженија од најразлични видови со најразлични програми и цели. Како вие гледате на оваа појава во нашиот систем сега? Колку всушност оваа појава е во функција на желбите и потребите на овие граѓани? Едноставно кажано, секој општество го содржи
содржи два елемента, така да кажеме. Тој политичкиот дел каде што се политичките партии и тие во јавноста настапуваат според законите. Не велам дека Сдруженијата на граѓани не настапуваат со закон, има закон за тоа, туку тие се вториот дел. Втората сфера во која што граѓаните ги исполнуваат своите потреби и интереси. Зошто е тоа така? Има работи кои што политичките партии не ги стават во своите програми и не ги третираат. А тие, всушност, граѓанските здруженија работат конкретно. Најчесто нивните предлози, како што е во овој случај, се говори за конкретно прашање. Имате многубројни здруженија на граѓани кои што сега не би ми текнало во името на некој конкретно да го наведам, али според некои податоци во Република Македонија има максимално меѓу 3 до 5.000 регистрирани здруженија. Сега колкав е ефектот или ефективите од нивното работење не би можел да говорам, но во секој случај нивниот број е за поздравување заради тоа што очигледно покриваат широк сегмент на прашања кои што не ги третираат политичките партии. И сега што се случува? Едноставно кажано, политичките партии доколку се мудри или доколку имат во нивните органи личности кои што го покриваат овој дел, може да ги наслушнуваат предлозите од граѓанските здруженија и да ги стават во своите... Таа е формата во која што граѓанските здруженија преку разни иницијативи за закони. Речеме, ако земете во претходниот состав на парламентот, најголемиот број закони што ги разгледуваше парламентот беа предлози на владата. Немате предлози од граѓани. Имате уставна можност, граѓаните може да предложат предлог закон. Дали е тоа сега, ќе се навратам на претходниот пример, закон за пензионирање. Било која форма, да се изнајде каде што група граѓани покренуваат иницијатива, изработуваат една верзија, ја запазуваат процедурата и тоа влегува во процедура. После извесен период се наоѓа во парламентот и на крајот вие имате од тој закон што ќе биде донесен од страна на парламентот многу позитивни ефекти, заради тоа што е резултат на граѓаните. Колку да биде предлогот од владата, тој е предлог од влада. Добро, да се вратиме пред се на младите и на нивното организирање во некои нивни друштва, попрво би рекла, отколку здруженија. Нели, младите денес после училиштето, особено и оние млади кои што остануваат без работа по завршувањето на средното училиште, а и по завршувањето на студиите, на некој начин имаат потреба да своето слободно време кое го имаат го пополнат или го употребат на некој за нив својствен начин. Колку може да биде во функција ова пополнување на слободното време со членството во граѓанските здруженија? Не, колку може да биде во функција да младите на некој начин во тие нивни друштва и здруженија и активности бидат на некој начин оддалечени од некои појави негативни како што се на пример криминалот, наркоманијата, меѓутоа и колку можат да бидат во функција на одење кон такви појави. Ќе ми дозволите еден мал вовед да кажам пред да се насочам директно на вашето прашање. Ние живеевме по годините што ги имаме и кој што добар дел и го почувствувавме како тој функционира. И имавме предвид неговата инфраструктура. Не навлегувам сега околу вредностната конотација што ја доби тој систем, туку сакам да се обидам да ви илустрирам како преку пример дека тој беше целосно заокружен. Тој имаше инфраструктура. Од пионерска организација до пензионерски дом се знаеше како ќе се постапуваат работите. Затоа велам, нема вредносно да го оценуваме како добро или лошо. Во секој случај колективистичкиот начин каде што се тогаш беа многу добро организирани. Каде што се негира, да речеме, изборот или правото на избор, во секој случај не е за поздравување, но се обидам да ја лоцирам елементот тука само на инфраструктурата. Значи формите беа разни работни акции, разни истражувачки акции, каде што потоа спортски друштва и така натаму. Ако погледнеме во меѓувреме, се обидуваме преку концептот на граѓанско образование да дојдеме до таа инфраструктура. Велам само да дојдеме до таа инфраструктура. Кога ќе биде направена, постанува велам да се работи во таа насока. Таа инфраструктура во сегашно во општество во Република Македонија го содржи елементот на граѓанската иницијатива и на ова вие што го велите во слободното време. Исполнетоста или она е всушност одговор
на тоа време кое што би го нарекле како безделничење, трошење, разни негативни појави и процеси, затоа што младите луѓе се обдарени да имаат многу енергија. Ако не ја потрошат продуктивно, тие ќе потрошат на друг начин. Значи, овде говорам дека општеството мора да изнајде начин како да изгради таа инфраструктура на граѓанско живење. Да ги изнајде формите. Велам, една од тие форми е Сдруженијето на граѓани. Или Сдруженијата на граѓани, каде што луѓето преку таа форма ги решаваат, али таа не е доволна. Ако имате предвид дека главно работат на проекти чии средства се од страна, значи не се автономни средствата од овдешни луѓе, чекаат да бидат финансирани од страна, и ни за други, како да кажеме, отежнителни околности што се јавуваат во функционирањето на граѓански здруженија, тогаш оценката би била многу ниска и затоа се јавува сега таа потреба како луѓето. Сега, секој човек, велам, е одговорен за своите постапки. Може да реагираме на забелешката дека за секоја работа треба пари. Ќе ви речат и за едно обично спортување, тенис, пливање, ви треба пари. Не би се согласил дека е тоа единственото. Во времето кое што не е ни така далечно, пред 10 години, така да кажам 15 години, и ние бевме средношколци, па игравме, што се вели, фудбал, кошарка, одбојка и тие спорти, пинг-понг, никому не плаќавме. Значи, ако ги искористиме постојните спортски терени, тоа е една од формите која што можеме да сватиме како сугестија. Не мора секоја работа заради собствената демотивираност да ја објаснуваме дека немаме пари. Понекогаш е потребно малку повеќе волја. Да? Заради гледачот, имаме повторно гледач на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Видите, касно се вклучив во програмата и малце не сум баш запознат. Поздрав до гостино и до вас. Благодарам. Јас колку ве слушам и обично во други излагања се најдуваат начини за одговор на младината која и по школите гледаме дека има големо невоспитание меѓу децата и младинците. Покрај тоа што ние мислиме дека се зависи од економската ситуација, моје мислење е моралната ситуација. Моралот го немаме. Сега, што би се сторило да моралното го има човекот како индивидуа, посебно од млади години? Моје мислење, нажалост, ретко сум така слушнал, па сега еве да прашам. Дали господинот е меродавен за тоа да одговори? Дали по моје мислење еве лично е да се воведе веронаука, да се подкова детето и да се стави она морална стапка, онај дух, па нека и без работа. Кога му е здрав духот, ќе најде работа тоа. Многу старци има кои тагуваат за нивните чеда да ги погледнат. Многу деца има кои родителите пијат, а децата се како без родители. Сега, моје мислење, веронауката, господино можда тоа порно го знае во статистиката, дека многу западни земји тркнаа во тоа социјалистичко без веронаука. Па се повратија и статистиката покажува некоја голема вредност кога се воведува веронаука. Индивидуата сама себе, законот е за беззакониците. Ние сите не беззаконици, законот не вреди. Кој е вашето прашање, господинето? Прашањето е дали од страна на господинот е мислење да се воведи веронаука која би допринесла за сите овие негативности. Благодарам на прашањето. Опростете, пријатно, фала. Пријатно. Јасно е. Стигнавме до една тема, моралот. Се мени општеството, се менува и моралот, а младите се тие кои допрва ќе градат морал и свои вредности ставови, па. Воведувањето на веронаука во образовниот систем на Република Македонија е само по себе сериозно прашање и значајно прашање. Јас би се оградил кога станува збор да говориме во оваа насока од причини заради тоа што малку би било времето што ни е дадено на располагање, така што би се плашал обширна тема. Би се плашал од парцијалности што би се случиле како резултат на времето. Но ќе се обидам барем со една реченица да му помогнам или да му сугерирам на соговорникот она што е мој став или како гледам јас на работиве. Се согласувам со неговото размислување дека моралот е важен како сегмент во воспитувањето на младите, но тој не произлегува од Бог. Тој во суштина произлегува од човекот, гледано социолошки. Ако ја земеме таа позиција дека моралот е човечки, а не ни е даден од Бога, значи одека сите оние што се верници не би се согласиле со
ваквиот став и тоа е во ред. Бидејќи станува збор за убедување, односно за верување. Луѓето веруваат во таа насока и тоа го негуваат. И не е ништо спорно. Не би било некоректно да се дава примат во таа насока дека тие што веруваат се поморални, и тоа е една од грешките што се случува при промовирањето на желбата за веронаука, дека тие што се верници се поморални, или дека тој морал што го протежира одредена верска заедница е посоодветен од оние што не се верници, и овде би одводило во насока сега која верска заедница е поморална, односно подобра. И тоа е веќе бунар без дно. Се обидам да ја поедноставам работата дека точно е тезата дека треба да се внимава на моралното однесување на младите, на нивното воспитување. Не е точна констатација дека младите се невоспитани. Бидејќи факт е дека во една општествена заедница оние што воспитуваат, предпоставката е во тоа дали се воспитани. Она ќе ве вратам на почетокот на мислата, дали родителот е кадарен и одговорен пред сопственото дете, или обврската пред заедницата што ја земал за да воспитува и да има дете. Примерот со Шведска, каде што државата си го зема правото да го одземе детето од родител доколку тој е алкохоличар, доколку ги тепа дома и малтретира. Тој социјален елемент многу битен. Овдека би се задржал само со уште една реченица, дека до 18 години одговорноста е на родителите. Паралелно таа одговорност како воспитувачи и образувачи, значи едукатори во училиштата, ја имаат и наставниот кадар, кои што се и родители на сопствените деца. Изборот да се инсистира по секоја ситуација на веронаука како единствено морален, би можел да се оспори со аргументот дека значи ли тоа дека во рестораните или кафаните не доаѓаат луѓе што се верници? Значи ли тоа дека луѓето што настануваат убиства дека се само атеисти и така натаму? Велам, не би сакал да отидеме во ова насока, бидејќи само тоа прашање е многу сериозно и без соодветен пристап како правен, би одвело во друга насока. Бидејќи ова подразбира правен аспект, социолошки, психолошки, кога се третира едно вакво прашање. Дали гледачот остана на линија? Да. Ало? Ало, да? Добар ден. Ве слушаме, добар ден. Добар ден. Поздрав до водителката, нели така е обичај да се поздруват овие емисии. Благодарам. Поздрав до вашиот гостин, господин Славен Младеновски, министар за социолошки науки. Би сакала да дадам мои размислувања, значи да не бидат како прашања генерално, меѓутоа сакам и од нив господинот Младеновски да извлече прашања мои, нели, од размислувањата и да ги така малку прокоментира. Повелете. Малку касно се вклучи по вашата емисија, негде пред 10 минути можам да речам. Така да се надевам дека нема да биде дигресија ова најавување од вашата тема, нели, темата како веронаука во наставата. Не, тоа не беше тема, ќе ве потсетнам во нашата емисија, тоа беше само едно прашање од еден наш гледач. Нашата тема е младите и позицијата на младите и она што произлегува од таа позиција. Пардон, зато и кам јас послушнав тоа и мислам дека добро нека да се надоврзам на гледачот. Да не знам каква ќе биде реакцијата на гледачот, меѓутоа сите не да се кажеме ето на неговото мислење да се надоврзам. Зборуваше нешто за веронаука во наставата. Мислам дека, ето да почнем од крај, ако тоа беше последното. Мислам дека веронауката во наставата за сега никој не ја критикува начелно, нели? И не смееме да ја критикуваме. Меѓутоа тоа е една стварно нова област би била и мислам дека треба многу внимателно и многу темелно да се размисли околу тоа и програмите да поминат низ сито и решето, што би сакале да кажеме, нели? Дословно низ сито и решето и потоа да одлучиме и педагозите, педагошките, нели, советници и родителите како педагози, службени или неслужбени. Значи, за веронауката во наставата прво тоа сакам да кажам, бидејќи годинама бевме, нели, сведоци на една ампасан ситуација во школите, кога не ни беше дадено демократското право да бираме дали сакаме школската година да не биде поздравена од духовен верски водач или од педагошки водач во школите. Значи, тука ставно не беше ускатено правото на родителите. И за годинава може да кажам дека ето
нека еден пропуст на тие што тоа ни го натурија, може да кажам, така не беше натурено. А како почеток на веронауката за учениците, мислам дека за сега решението видува како сите курсеви, каде да речеме по трасија, по карате или музичко школо, можат верските водичи на било која вера во склоп на нивните објекти да објават вечерно школо, викенд школо, час, 2 часа и кој сака детето да си го носи таму, нели? Да не ни го тоа натура за сега во школите, додека реков препустито и решето не поминат тие програми, тоа е многу сериозна работа. И сакала исто да се надоврзам на она што во одговорот кој го даде господинот Младеновски, дека верникот не мора да се експонира со тоа што ќе аплаудира ако на почеток на година духовен нели водач по ова или она религија го отвори школото. Ние сите во душата можеме да бидеме нормални верници. Ако се тоа христијани, не мораме на секој чекор да се крстиме, ако се тоа муслимани, не мораме на секој чекор раце према Аллах горе да дигнеме. Значи, согласувам со тоа дека на никого на чело не ни пишува дека сме атеисти или дека сме верници. И во врска со школите, сакам да кажам пак, верници сме во нормалните рамки. Меѓутоа, знаеме каде се црквите и џамиите, ќе се одиме и ние и нашите деца таму, кога ние ќе посакаме. Им благодариме на напорот што го направија годинава во школите, меѓутоа сакаме од сега да бидеме прашани дали сакаме. И ќе ви кажам само еден пример. Јас како родител на првачи оваа година, на 2 септември, се јавив во школото за веронаука и во медресата и им понудив, нели, за почеток на нивната школска година, вака малку од музички, од духовен свет, ребис и ритам плюс да учествуваат таму на полата, како, нели, почеток на новата учебна година. Исто така ми одговорија, рекоа, ние знаеме каде да ги најдеме ребис и ритам плюс и ги гледаме на телевизија, не треба никој да ни ги донесува во школите. Ние знаеме каде се верските објекти, ако сакаме ќе си ги носиме децата таму. Благодарам, пријатно. Благодарам на вашето размислување. Еве повторно ќе речем, тоа не беше тема на нашата денешна емисија. Меѓутоа сепак религијата, значи верата е еден од феномените кои што особено ни се наметнуваат во последно време, па дали би можел да го искоментира? Беше побарано мојот гостин тоа, како појава социолошка од која си произлегуваат понатаму и многу други работи. Беше побарано да формулирам прашање и да се произнесам околу реченото. Според ова, колку што можев да слушнам и да разберам, би го дефинирал тоа на ниво на 4 прашања. Тоа е правото на вероисповед, значи тоа е еднакво за сите. Колку што има право некој да се произнесе за одредена верска заедница, толку и другиот има право да не се произнесе за ниедна. Потоа станува збор за правото на избор. Во едно демократско општество имате право на избор. Согорничката многу јасно ги посочи тие елементи со примерот со прводеленците, односно со почетокот на школската година, бидејќи рече, и колку што ја разбрав, сите оние кои што не видоа во тоа еден вид чин на согласност, не беа прашани дали го сакаат. Во едно демократско општество повредата на правото на избор се смета за повреда, за кршење. Станува збор за уште еден елемент кој што таа го потенцира. Мислам дека се совпаѓам и во она што претходно јас го реков, а тоа е дека при било какво решение во оваа насока, каде што Република Македонија уставно правно е дефинирана како секуларна држава, каде што јасно е потенцирано тоа дека црквата е одвоена од државата и всушност при донесувањето на решението тоа е темелноста при и проверката, како што нарече на сите програми што ќе биде. Тоа е многу важен елемент, кои ќе бидат тие лица што ќе слушаат и под кои услови ќе слушаат. Често во јавноста само како илустрација се говори, тоа е веројатно помеката варијанта за да се воведе оваа веронаука е факултативноста. Лично мислам дека гледачката е во право кога вели сите знаеме каде се црквите, секој може да си одбере место, време и степен како сака да почува веронаука. И ако сме демократи, ако сме демократска заедница, треба да признаеме дека веронаука во Република Македонија има
ја има на соодветни места, во соодветно време и никому не му е забранета и никому не му е оспорено тоа право. И станува уште за еден елемент, тој е во доменот на психологијата, исто го потенцира гледачката, тоа е интимното чувство. Ние можеме да се чувствуваме верници или да не се чувствуваме верници, да припаѓаме една, тоа е наше и никој не може да ни го одземе или никој не може да ни го натори. Имав можност да разговарам пред известно време на еден семинар, каде што факт е дека и најцрните комунисти, значи овде под наводници, не успеа да им го одземат христијанскиот бог или правото на верниците и да им го наметнат нивниот црвен бог, она што би се рекло државен атеизам. Така што во едно такво општество кој би го дефинирале како тоталитарно или недемократско, веројатно Република Македонија, која што промовира парламентарна демократија, може да си дозволи во општеството да има и луѓе кои што ќе се декларираат дека се атеисти, односно дека не припаѓаат на ниедна верска заедница. Али мислам дека е темава за која што говориме, ова го апсолвираме само во... Да, ова е само еден мал сегмент кој бара многу повеќе простор, иако на прв поглед изгледа... дека е едноставно да се одговори. Тоа може би ќе го оставиме за некоја друга прилика, со некои други гости. Од она што го каже соговорничката, да ги лоцирам тие елементи кои што само она ги каже, јас се обидов на еден друг јазик или на еден друг начин да го кажам моето видување, кој што мислам во добар дел се совпаѓаме. Еве тука во контекст на ова за што зборувавме досега, повторно ќе се вратам на правото на избор и за тоа дека секој млад човек има право, но и можност да избира. Меѓутоа, се добива впечаток, барем тоа е моје лично мислење, дека младите во последно време се најдува во еден вакуум, во кој им се нудат многу избори, меѓутоа, нивните, ретко кој од нив навистина ги задоволува нивните желби и потреби, па еве, една од тие работи е масовното одење во цркви или масовно одење во дискотеки. Колку всушност има можност во денешно време младиот човек да вистински направи вистински избор кој навистински ќе го исполнува? Вистинскиот избор повторно ќе го сведеме на тоа како поединците го доживуваат. Ние двајца како соговорници не можеме да знаеме за мнозинството луѓе што за кого е вистина или вистински избор. Секој се води со одредена идеја, со одредени вредности, одредено искуство, што е за него вистинското. Не смееме во една ваква ситуација да му го спориме никому правото на избор. Значи, би било, како да речеме, погрешно или непедагошки да едно дете, кога нешто ќе одбере, да му речеме дека тоа не чини или не е добро. Овде ви упатувам познато, вие како психолог знаете за Ерих Фром. Земете непослушноста само како елемент, таа е според него многу многу потребна доколку станува збор за постапка која што во себе содржи креација. Значи непослушноста како израз елементи во кои што лицето се обидува да направи нешто. Земете го Џордано Бруно, Коперник, Ван Гог. Сите непослушни. Сите со толку лоши судбини, за жал. Сите се тие непослушни во однос на одредени општествени норми или систем. Но нивната непослушност предизвикала многу голема креација. Факт е дека во историјата постојат исто така непослушни лица кои што уништиле. Значи, повикувајќи се овде на анализите на Ерих Фром, јас би рекол дека ние изборот не смееме да го проблематизираме. Или не смееме, така да кажам, да го вреднуваме до степен на тоа да им речеме на луѓето дека ова не чини за тебе, ова е добро. Тоа може би во една смисла на растење на децата додека се малолетни, не знае. Она што би се залагал ја всушност да им се дадат опции. Колку поголем избор? Еве, земете сега имаме само како илустрација 6 претседателски кандидати. Тоа е во едно општество на некој начин од една страна благодет или добро, од друга страна ако самиот процес добие релативизирање, тоа е па лошо. Значи треба да се одбери вистинската мерка дали тие луѓе кои што сериозно пристапуваат кон една работа се и одговорни. На истиот начин и самите граѓани ќе пристапат кон тој чин и сериозно ќе се одзват, да речеме, на едни претседателски избори. Земете во едно училиште детето кога доаѓа во библиотека, кога не знае што да бара. И кој ќе рече, дајте ми една книга. И сега прво што се поставува прашање се бара авторот или кој жан. Кој жан. Да се лоцира. Тука треба да се движи помошта на оние што се малолетни,
Во нивниот развој Потребна им е насока и насочување. Тука е едукацијата пред се, во кој што им се даваат можностите или им се даваат последиците од одредени постапки. Значи, некој ако сака да ризикува во економијата, вие не можете да му речете не го прави тоа, можеш да банкротираш. Да, можноста постои Можноста секогаш. постои. Тоа е избор. Да. Во еднопазарно стопанство ви е дадена можност за избор. Затоа младите и може да успеат во животот, зашто кога се соочува со тоа, сакаат и да ризикуваат. Тоа е составен дел на нивниот порив. И веројатно и ние кога сме биле 10 години наназад, сме се мислеле во дилемата дали да отвориме некој вид приватен сектор или односно да се вработиме во приватен сектор или да отидеме на насока на образование да завршиме некој факултет. И тоа е исто избор. Човекот може да успее, но не мора. Битно е да остане во она што би рекле психолозите ментално здрав. Човекот може да биде продуктивен на 1000 начини. Тоа не мора да бидат само многу пари или образовни титули. Затоа викам, кога станува збор за изборот на младите, всушност тие најдобро знаат што сакат, али треба да им се понудат повеќе опции и при изборот на тоа да им се сугерираат на она што ќе го изберат, што се нивните последици. Видите, и моето искуство е сигурно поразлично од искуството на на моето дете или на други деца што се помлади. И се да не го одат тие тој истиот пат, ние всушност ги подучуваме во таа насока. И еве дали остана гледачот на линија? Ало, дали се слушаме? Ало? Ало? Добар ден. Добар ден, повелете. Ве поздравувам вас, водителката и вашиот гостин. Драго ми е што вакви емисии се воведуваат на телевизија и еве вака граѓаните и младите да слушаат дека навистина има некој што размислува за иднината на младите. Верувајте дека младината има своји опции, меѓутоа сметаме дека власта ги спречува. Замислите вие завршени средношколци, завршени со факултет, кои што денеска ги има многу и премногу. Каква е нивната иднина? Каде да се обратат и од кого да бараат помош? Наполниле 24, 25, 26 и да не редам повеќе години. Со завршени факултети, без домови, со исклучок во домовите на родителите кај што живеат, каде е иднината нивна, каде ќе бидат нивните семејства и што би превзеле понатака тие. Ние зборуваме овде, мислам, важно да слушам за веронаука, за морални и премногу се морални. Во моментот се прашуваме дали веронаука треба на овие млади луѓе или треба работа. Тука треба многу да се размислува. А ако влезем и во училиштата се доста воспитани деца, со секаде има и скучоци. Тоа не можеме да речеме дека ако се појави еден мал број дека сите се такви. Децата ни се многу воспитани, добро работат, меѓутоа од која ќе завршат не ја гледат иднината. Едноставно се ставена пред нив таква бариера што дури тие делуваат на помалите генерации. Често се прашуваат зошто учат, за каде. Само едно прашање постојам. Не дај Боже да дојде до војна во Македонија, не дај Боже. Сите ќе ги најдат. Тогаш ќе им притреба младината. А сега, кога лутаат по улиците, кога деновите и ноќите ги праваат едно исто, дење преспиваат, а ноќе се мислат каде да одат, зашто денот не може да го пресекат. Треба да станат да одат на работа, на која работа? Навистина, младите се наоѓаат во една многу тешка и незавидна ситуација. Треба да размисли ова општество, ова наша власт. Не ако сме партиски определени и да не запослуваат, ако не сме партиски, не сме македонци. Не треба така да размислуваме. Сите сме ние, без разлика. Дали сме определени или не македонци, и треба за младината да се размислува под најхитно. Благодарам на нашата гледачка. И јас ви благодарам и мислам дека треба, доколку и гостинот е во можност, на оваа тематика да се разговара на повисоко ниво. Благодарам на сугестијата. Е сериозен проблем младината. Благодарам. Имаме многу прашања одеднаш за нашиот гостин, многу интересни теми засегнати. Многу интересен став изнесе соговорничката и се согласувам кога рече дека младите се морални. Тоа ме враќа на оној претходниот, кога рековме да има внимаваме, кога да кажуваме дека се невоспитани, односно оние што ги воспитуваат. Но
практично кажано, социолошки, всушност, тие се нормални во онолкав степен во колкав што се ненормални општествените околности. Значи, враќајќи се во на претходното што го рековме што е нормално, во вакви околности, веројатно сите овие постапки што ги гледаме кај младите, од една страна повторно ќе речем фромовски речено, може да биде бегство од или за слобода, барање повеќе, барање подобро, или барање поинаку од ова што го има. Тоа е едната ситуација. Или втората, она што го анализира Диркем, карактеристика повторно на овие современи општества, тоа е аномијата во општеството. Една целосна апатија, повлекување во себе, тука на помош се повикува мистика и слични работи, кои што околниот свет се посматра како непријателски и се повлекува во еден микро свет, индивидуата и така го посматра. Веројатно бројот на овие кои што би вземале, да речеме, социолошки е помал, во однос на овој кој што на оваков бунтовен начин, овде бунтовен изразот е под наводници, го манифестира своето незадоволство од позицијата, да ја вратам темата на почетокот, од позицијата што имаат младите во општеството. Всушност, онаму каде што се излекуваат груби, па би рекол дури и неточни генерализации, се всушност забелешките што ние како обични граѓани здраворазумски ги посматраме кога ќе поминеме во центарот на градот, независно дали тоа Битола, Струга, Охрид или Скопје, и ќе погледнеме едно однесување на млад човек кој што нешто крши, да речеме дали тоа градски парк е, или фрлак отпадок на несоодветно место, и веднаш знаеме да генерализираме денешните млади се невоспитани и онако. Станува збор за исклучително маргинални групи во оваа генерација, невоспитана, не ги почитува старите и ги зема колачите што се послужени на масата во присуство на возрастни луѓе. Ова е парафраза на мисла од Сократ. Можете замислите кога Сократ ова го напишал и што мислели тогашните луѓе за младите. Ние се уште се наоѓаме на тој расчекот да ги посматраме младите како виновни, веројатно, за сето она што самите го правиме. Илустрација ќе ви дадам. Од вашиот стан кога ќе излезете и до работното место, до таму каде што се упатиле, само гледате колку ѓубре има во градот. И поставете си, дали дете на возраст од 0 години, значи бебе, до која возраст е пуштено надвор за да го прави ѓубрето. И ќе дојдете дека некаде до 4-5 годишно дете тоа не излегува надвор. Тоа не може да прави. Не може да го направи. Доаѓате до ситуација дека всушност најголемото ѓубре го прават возрастните. Ова и во символичка смисла кажано, и во практична смисла. Значи, всушност тие треба да си ги поправат своите грешки, за да може да бидат соодветен пример, да бидат модел на собствените деца да се воспитуваат. Еве ви пример. Имате ситуација во која што на пазарот се продаваше пластичен пиштол со дијаволи. Дента кога го видов пиштолот, заминав на Битпазар да видам по која цена тој пиштол се продаваше. Тој пиштол се продаваше по 180 денари и буквална смисла Скопје беше затрупано. Вториот ден на насловна страница на дневниот печат беа објавени фотографии од деца кои што биле повредени од дијаболи, на кои што барем според она што прочитав, на некој од нив со трајни оштетувања. Тоа не може да ми го каже некој дека не го направил некој возрастен, кој што на крајно неморален начин заработил добри пари. Може би негова единствена утеха во целава ситуација што се повредени, него под наводници овде утеха, се повредени некои други деца. Лично кога ќе почувствуваме болката, ја сваќаме сериозноста на собствената постапка. Велам, соговорничката ги лоцираше овие проблеми. Она всушност на почетокот рече дека власта ги спречува младите. Ако ја дефинираме власта на некој начин како и сегашна или како претходна и идна, значи како константна, таа всушност, оној што е активен политички субјект, останува на власт во зависност од дали ги исполнува или не ги исполнува потребите на граѓаните. И, за да ја заокружам овде мислата, ние го имаме тоа право на избор да ја кажеме на власта и на секоја дека не ги исполнила нашите очекувања или не ги исполнила дадените ветувања, или дека не ги направила работите како што требало да ги направи, или ги направила работите погрешно. И граѓанинот соодветно ќе си одговори на место каде што тоа треба да го направи на изборите. И еве имаме
Време за само уште еден гледач. Ако не слушате, добар ден. Дали не слушате? Добар ден. Добар ден. Повелете. Емисијата ви е за поздравување. Ретко сме слушале ваква емисија и ваков човек што ни објаснува токму што секој граѓанин го говори. Само вие на такви волни прашања постојано се смеете. Бидете малце посериозна. Благодарам на забелешката. Ова беше забелешка упатена до мене. Јас мислам дека темата е сериозна. Сепак и јас не мислам дека не сум сериозна. И за крај да го оставам прашањето до нашиот денешен соговорник. Дали од себе ова може сепак и покрај вака црните, да речам, настани и многу црни прогнози, дали сепак има надежда нашите млади во ова општество и во овој систем направат избор кој ќе биде добар за нив и за нивната околина? Би било крајно контрапродуктивно на целокупниот разговор што го водевме да се сугерира дека не постои надеж. Јас дори не би ни размислувал во таа насока, бидејќи тоа прашање не се проблематизира. Мислам, самиот чин секој си одбира како се однесува. Се сеќам пред неколку години кога направив едно истражување со Центарот за едукација на млади во средните училишта. Тоа беше преку списанието Интимни диалози, каде што им поставивме некои прашања на младите во поглед на нивните очекувања, на нивното верување и дали постои надеж. Таа генерација, бидејќи станува збор за исклучително сегментиран примерок, едноставно кажам, тоа значи дека беа анкетирани само оние што го читаат тоа списание Интимни диалози, значи не може да се говори за целокупната млада популација, беа поделени. За едните постоеше надеж, за другите не постоеше. Велам беа поделени заради тоа што кога би се посматрало социолошко сега дали се тие одлични ученици, односно дали се во прва, дали се во втора година, така натаму, поентата ми е дека повторно изборот е личен. Ако јас немам надеж во една ваква ситуација, јас ќе барам надеж на друго место. Значи, јас ќе го поставам прашањето или предпоставката поинаку. Надеж или излез од оваа ситуација за младите има во зависност од нивниот ангажман. Значи, под ангажман ќе подразбираме сега колку тие се мотивирани да си ја подобрат позицијата преку образованието, преку барањето на работа, односно вработувањето, колку во таа насока ќе им помогнат родителите, пријателите и сето тоа да биде направено на една правна основа. Знаете, младите добија во овие источноевропски земји, еве и минутажата и соговорниците што беа, веројатно јас се обидам и да бидам и покус во одговорите, може би тешко ми успева тоа. Источна Европа, откако се распадна претходниот систем, покажа една исклучителна лоша ситуација, односно погрешен модел за младите. Имате една ситуација што се нарекува уставно правна, значи тоа е позитивниот законодавство дадено, имате нешто што се нарекува поджито, непотизам, разни врски, мито, корупција. Денешната генерација расте со идејата да се подкупи некаде за организиран криминал. И таа ситуација нив им е лош модел. Дефинитивно тоа е не само погрешно, туку би било страшно кога и семејството би говорело пред сопствените деца како некого го подкупиле. Ме разбирате? Сетете се во филмовите, посебно американските, една мафија која што е поим за криминал, тие не ги прават разговорите пред сопствената жена и деца. Свесни заради токму таа ситуација. Веројатно ние во таа насока да се представиме како успешни, како родители, како бизнисмени, како соседи, всушност правиме постапки кои што го и кршат закон. Само ќе ви наведам како нафрлување и тука се прашањата во кои што треба да се внимава на планот на едукација и на воспитување. Законот за пушење. Ние донесовме закон за пушење, но тој не се почитува. Тоа значи подобро да не се носи таков закон, нема да имаме неправна култура. Значи не покажуваме низок степен на правна култура. Немаме таков закон, значи не сме на тој општествен степен да промовираме да не се пуши и немаме проблем. Закон за екологија. Земете го сообраќајот.
само погледнете како се одвива сообраќајот во Република Македонија по новија клучни булевари, човекот најбезобразно се качува на тротоарот и си вози по тротоарот, заради тоа што во колоната каде што чека е гужва или е затворен семафорот. Овие елементи што ви кажувам, не може да бидат модел за воспитување на младата генерација. И всушност надежда ќе дојде оној момент кога прво ние ќе ги почитуваме законите, тоа е примерната работа, ќе ги казниме оние што не ги почитуваат законите, а оние што се малолетни ќе ги воспитаме и ќе ги подучиме да ги почитуваат законите. Овде под закони можете подразбирате и правни закони и морални закони. Ако завршивте со вашиот одговор, јас ќе им се обратам повторно на нашите гледачи. Ова беше магистер Славен Младеновски, социолог. Зборувавме за теми многу актуелни и по вашите реакции и по вашите размислувања и коментари. Сметам дека ова ќе биде добра подлога да се размислува уште понатаму на оваа тема од други аспекти, зашто се разбира ќе зборуваме во некоја од нашите наредни емисии. Се надевам дека добро ги поминавте овие минути со нас и би можеле да се простиме, господине. Јас би кажал на крајот една благодарност до сите гледачи што се јавија, што учествуваа во оваа емисија, бидејќи тие со своите размислувања придонесоа на некој начин да се анимира јавноста и всушност со своите размислувања и мене ми помагаат, ослушнувајќи го тој пулс на граѓаните околу нивните проблеми, во она што се нарекува стручно кажано социологија на младите. Во таа насока, веројатно, кога ќе се постави проблемот во јавноста, ние всушност сме на почеток и да го решиме. Благодарам и исто така и до телевизија МТМ што ме покани и што бев денешен соговорник на Лидија Зорба, односно што имав можност да комуницирам со граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам на соработката, пријатно и до гледање средната среда во истото време.